За прв пат токму Конект го представуваме всушност како организација и пред гледачите на Телма, барем во овој сектор, во овој утрински часови, спречување на изложеност на непрофитниот сектор за перење пари и финансирање тероризам. Одбележани со дузина или бројни настани, потоа ќе потсетиме дека целиот разговор ќе биде илустриран со неколку фотографии, меѓутоа она што ќе биде убаво да се слуша разговорот токму од Сдруженијето Конект, инаку грантисти во рамки на УС за граѓанско учество. Ирина Хаџимитова, добро ми дојде. Инаку програмска соработничка во Конект, јас имав прилика кусо малку да влезам во историјатот и курикулумот кој што го работи организацијата. Од 2010 велиш дека се како некој поддржувач или некој орган кој што работи постојано тука е некако и знае буквално во ДНК-та што се вели, што се случува во Конект. Убави некои податоци ми соопшти од камерите, ама ќе ти посакам пријатно утро со нашата Телма телевизија. Ви благодарам на поканата, навистина е многу пријатно во студиото и ми е чест и задоволство да денеска во утринската на Телма телевизија на гледачите ми ја представиме Конект, што работи општо и малце по-специфично на темата спречување перење пари, финансирање тероризам преку непрофитните организации. И нов сектор на кој што работите, нова тема. Токму така. Јас кажав дека многумина од нас се и лајци конкретно за оваа тема, исто како што велиш, можеби и ние некогаш, бидејќи нели поинаку стартувала со поинакви области, можеби Конект за кој што ќе споделиме, меѓутоа ќе ми кажеш и зошто ве поттикна нели да ја обработувате темата спречување на изложеност на непрофитниот сектор, пари и финансирање тероризам. Кусо би сакал само нели како еден вовој тоа што го помнавме и телефонски. Ќе се надоврзам сега на колешката Кате која што имавме пред малку, бидејќи не само индивидуалниот и колективната филантропија е многу важна. Тоа што некако ви е вклучено во Конект. Незалудно го имате се уште, ако не се лажам, и сајтот Донирај паметно. Верувам дека во полник се уште си работите на истото. Така што сте организација која што е прилично ориентирана, општествено одговорна и сака да биде во служба на секој еден граѓанин од оваа земја. Така, мисијата на Конект е всушност поттикнување на приватното донирање, особено кон граѓанските организации и општествената одговорност, како што спомнавте, со фокус на бизнис заедницата, со цел да имаме еден одржлив и долгорочен развој. Значи, ние сакаме да ги поврзуваме ресурсите од компаниите, граѓаните и таму каде што е потребно институциите, да се реагира. Да допринесеме на целите на одржлив развој. Како што спомна, ние во фокусот точно имаме филантропијата, општествената одговорност, меѓутоа во последните неколку години, базирано на искуство со кое што се соочи Конект, решивме малце да њурнеме подлабоко во оваа тема, затоа што токму тоа ни се случи. Ние не бевме свесни од последиците и на регулативата која што доаѓа и е поврзана, односно за финансирање тероризам и пирање пари преку непрофитните организации. Наши целни групи се, инаку секако може да се заклучи од изјавата за мисијата, се бизнисите, индивидуалните донатори, семејните донатори и граѓанските организации како наши финални корисници. Ќе ги поттикнам гледачите за се што работиме и повеќе информации да се обратат на нашиот сајт Connect.org. Имено каде што сте достапни и транспарентни како и во досегашното колку децениско работење, ќе кажеме сега? Од 2008 година е Конект основана и работиме долгогодишно и како што ви реков, па сепак се соочивме со предизвици. Се соочувате со предизвици. Ми велиш, ајде вака народски ќе кажеме, тропате на врата кај дел од нашите, нели? Исто така општествено одговорни компании, барем нели така ќе кажеме сега, меѓутоа нетранспарентност од нивна страна можеби во овој дел. Што се случи конкретно за да ја обработите сега темата, па и јавно да ја споделиме на Телма телевизија, конкретно за темата која што ја поставивме како утринска тема на Телма? Така, всушност сакавме да направиме платформа за донирање. И нормално отидовме. По која што Конект е препознатлива. Да, ние нели правиме донаторски кружоци, сега сакавме тоа како можност да го направиме како онлайн алатка и континуирано граѓаните, фирмите и било кој кога ќе сака да може да донира за одредени активности и така натаму. Меѓутоа при приоѓањето на една банка се соочивме
со низа на прашања на кои што ние во моментов тогаш кога сакавме, само имавме една позитивна идеја за да направиме една онлайн платформа за донирање, ги немавме одговорите. На друга врата затропавме во друга банка истите прашања. И тогаш си реков, мајде да видиме кој е позадината. Значи не беше дека не се транспарентни банките, меѓутоа некакви аргументи, факти, алиби не постоеше, ама така некако едноставно не третира како субјекти од ризики. Зошто е сега тоа така, да дадеме вовед во темата? Или сомнителност, како дека ти сме кажа. сомнителни субјекти. И покрај тоа што работите децениски, сте транспарентни за граѓаните. Значи, тие не сметаат сите како во купче. И тука всушност лежи предизвикот. И еве само да дадам еден мал вовед за да знаат гледачите зошто е тоа така. Значи, всушност темата станува меѓународно многу актуелна после нападите во Соединетите Американски држави, каде што се утврдува дека дел од тие напади се финансиски поддржани од непрофитни организации. И меѓународното тело кое што скрира политики на меѓународно ниво за сите држави, а се вика ФАТФ, ги дефинира непрофитните организации како ранливи или организации од ризик. И следствено на тоа, сите држави креираат политики, вклучувајќи и нашата, да се заштитат. Меѓутоа, тоа е нели во 2001 година, искуството низ праксата покажува дека еден таков еднообразен пристап кон сите непрофитни организации едноставно го спречува правото на здружување, кое што е човеково право, нели загарантирано, и ја спречува легитимната работа на организациите. Во нашиот случај, ние навистина сакавме да направиме нешто добро за нашата заедница преку креирање на таа точка за донирање, што е онлайн. И токму затоа и ФАТФ, како меѓународно тело за креирање на овие политики, го менува пристапот, им препорачува на државите да тие своите политики, регулативи и следствено однесувањето да го базираат на ризици. Значи на проценка на ризици, затоа што не сме сите, ево во случајот Connect, не сме сите ние сомнителни. Не можеме да ги генерализираме, сега работите и дека... Мо така, дека најдобро е, поготово за мали земји како нашата, ние ресурсите да ги насочиме соодветно, таму каде што има потреба. Значи беа десетни дека ќе се преслика истото што се случило со... Па не, они не го велат така, меѓутоа тие имаат уврска пред регулаторот. Значи банките се, ќе објасниме понатаму, првиот столб за заштита од потенцијални трансакции, финансирање и на тероризам и за перење пари. Така да тие всушност си ја обавуваат законската обврска. Значи не е дека сега да ги ставиме банките во ситуација дека они нас ни наметнуваат нешто зашто така им дошло од никаде, меѓутоа треба да разбереме дека они се во една многу деликатна ситуација и се првиот ешелон. Да ги први на удар, да речеме, ајде. Тие се чуварите на портата. Така. Токму затоа. Убаво кажано, да. Да. И ќе видите и понатаму нели низ разговорот, низ прашањата ќе објасниме зошто. И токму заради овие нели насоки од меѓународната заедница, нашата држава, предводена од Управата за финансиско разузнавање, која што е главна институција во оваа област, покажа сериозност и желба за напредок во оваа сфера, со тоа што се донесе една проценка на ризици за финансирање тероризам кај непрофитните организации во нашата држава. Значи дека од месец мај вие сте во соработка со всушност нели и институциите и правите сега проценка на ризиците. Проценката е направена уште пред година дена, а е усвоена лани во јуни од владата. Значи таа проценка како таква се донесе низ еден процес, значи на прашалници, на анализа, ќе кажам еден транспарентен процес од страна на Управата за финансиско разузнавање со тоа што ги вклучи непрофитните организации. И базирано баш на таа проценка на ризици, ние во рамките на проектот на USAID работиме на конкретните препораки кои што произлегуваат од проценката и на одговарање на дел од нив со цел државата да биде усогласена на меѓународно ниво кога ќе дојде следната евалуација, затоа што сите држави на меѓународно ниво подлежат на евалуација од Манивал се вика тоа тело, да се види до каде. Проценка се прави? Да, за која е усогласеноста со овие меѓународни стандарди кои што секоја држава треба да ги прати.
И затоа ние работевме на дел од активностите кои што, како што реков, произлегуваат токму од проценката. И кои се наодите сега? Наодите од проценката се следни. Значи, прво, треба да се потенцира дека во Македонија, во Република Македонија, нема ниту еден официјален случај каде што разрешницата е дека имало финансирање на тероризам преку непрофитните организации. Значи, тоа е важен податок. Меѓутоа, проценката сепак дојде до заклучок дека 13% од непрофитните организации во нашата држава имаат мал до среден ризик да бидат изложени на финансирање тероризам. Дополнително, проценката ги дефинираше регионите од финансирање тероризам, односно региони кои што се потенцијални за тероризам, а тоа е Скопје, Куманово, Гостивар и Тетово. Како подрачја? Како подрачја, да. Баш на ниво на региони, ете така да речеме. Сега ова поучени од искуство, да речеме, е гледано конкретно? Конкретно од проценката, значи се направена анализа и евалуација. Да, не е базирано на ништо предходно. Не. Значи базирано на конкретни случаеви всушност што ги имало во државата, дојави и така натаму. И на крај дефинираше проценката дека постојат одредени области кои што се од мал до среден ризик изложени за финансирање тероризам, а тоа се културно-образовните организации, општествено-хуманитарните и религиозните. Преку проектот на УС за граѓанско учество Конект ги обучувате непрофитните организации како да се заштитат. Сега, што точно може да се заклучи од веќе спроведените обуки? Така. Не само преку обуки, јас ќе кажам дека ние всушност еден системски пристап во проектот применивме. Значи, првенствено сакавме да доближиме темата до организациите, затоа што како што и вие и ние се соочуваме за прв пат вака официјално со оваа тема, меѓутоа несвесно сме секојдневно во нашето работење изложени. Тоа сака да кажам, изложени сме. Изложени сме ние всушност на резултатите од регулативата, а не сме ни свесни зошто тоа ни се случува. И често пати граѓанските организации, односно непрофитниот сектор, се на некој начин малце изфрустрирани можеби, затоа што они во самата мисија работат на застапување на одредени групи, си велиш дека ние стварно работиме една многу благородна работа, а сме при тоа изложени на барања за дополнителни документи, ажурираме податоци, поготово кај банките, па ни бараат извештаи и не ни е јасно, тоа некако малку не фрустрира. Токму затоа, прво, ние пристапивме со едни информативни сесии, темата да им ја представиме на организациите. Значи малку посуптилно, не тенденциозно, да не биде одма сега. Јасно, бидејќи се што е така, можеби има и контраефект од... И сакавме и проценката да им ја пренесеме. Заедно со Управата за финансиско разузнавање, како наш партнер во овој проект на УСАИД, успеавме прво да им ги доловиме резултатите од проценката. Понатаму рековме дека ќе направиме низа на обуки, значи нашата цел е преку 6 обуки да вклучиме што е повеќе непрофитни организации, за да тие можат едноставно да ги препознаваат, значи да се запознаат со меѓународните принципи, со националната легислатива, едноставно да се спремни за тоа како да ги превенираат ризиците, значи ние ги учиме да прават самооценка на ризиците и базирано на тоа да се ги реализираат активностите и секако да бидат спремни во случај кога ќе им се побара некаков документ, едно да не ги фрустрира, за да знаат дека всушност... Поради искуството. Да, поради искуството, да знаат дека со самото тоа тие допринесуваат и се важна алка во овој систем на превенција. Значи, ние сакаме да ги направиме организациите да бидат отчетни, транспарентни, да си работат нормално законски. Меѓутоа, многу ни е важно и на институциите да им препорачаме и затоа и ја промовираме проценката на ризикот, која што вика да ги насочиме нашите ресурси и да правиме активности и регулатива таму каде што има потреба. Значи да не го попречиме слободното и легитимно работење на организациите. Ирина, за крај ми било
колегите рече да го заокружуваме разговорот, мислам дека ќе имаме прилика да му дадеме едно финале. Бидејќи локомотивата е започната, што ќе биде или што ќе следува, да речеме, како следен чекор, и драго ми е што може да послужите како пример за, бидејќи доста има бројни, голем процент има непрофитни организации кои што работат, нели, како и вие за доброто на цела заедница. Што ќе биде што е следно? Да речеме, да, и речи си, сега би кажала една година од спроведувањето на проектот, меѓутоа, нели, нема ни една година, па што ќе биде можеби следно до следниот јуни сега кој што ќе ни дојде. Така. Значи, ние инаку продолжуваме со обуките, баш како најава би искористила оваа можност. Имаме една утре онлайн обука, една на 17, една на 25 февруари. Значи, хибридно функционирате се уште? Хибридно функционираме, за жал, меѓутоа сите се навикнавме во овие нови услови. Ја промовираме ознаката за доверба, тоа е многу важно граѓанските организации да знаат дека со оваа ознака за доверба, ако тие се здобијат, всушност имаат можност да се препознаени и кај институциите и кај донаторите, дека се тие организации кои што се доверливи. Мислам, ова е сериозно важно и ги поттикнувам да ни се обратат за да се информираат како тоа да го направат. Значи, со вклучувањето на некои од овие организации во обуките го добиваат знакчето или символот за... Не, доколку тие ја добијат ознаката за доверба, што е механизам за саморегулација, и за да ја добијат, тоа е цел процес, треба да ни се обратат, за тоа ги поттикнуваме и ќе им помогне и во иднина, барем во следните 3 години, да бидат препознаени, како што реков, и кај донаторите, кај приватните донатори, кај меѓународните донатори, бизнис заедницата, но и кај институциите, и нема да имаат можеби волку, како да кажеме, стресна ситуација, и нема да се чувствуваат фрустрирани. Или одбиени, да речеме, на Важно е да се спомена, Марко, дека и ознаката за доверба е како механизам препознаена во преценката и самата држава препорачува. Така да, ета, нека ни се обратат. Значи, се тоа ќе биде еден само пас за понатаму да следи следниот нивен чекор на, да речеме, нели таа прагматичност која што имаат овие непрофитни организации. Може би се обратат на Connect, така само на крајот? Се обратат на Connect, нашата имейл адреса е connect@connect.org и тоа е и вебсајтот, така да во секој момент може слободно да ни се обратат. И на социјалните медиуми сме многу активни. Пристапете ни, тука сме за вас. Добро дојавте во Утринска антилма. Се гледаме со следна тема, ќе ми биде драго да ги представуваме сите овие, да речеме, ваши чекори пред нашите гледачи. Ја користиме оваа платформа, нели, за добро и на служба на другите.